Груица Атанасов имал поразлични планови за неговиот живот и можеби ќе бил успешен фудбалер доколку тој му поделил поубав избор на карти. Сепак пораснат во дом, очигледно својата карма подоцна ќе ја пренесе и врз своите две деца, Павел и Панајоти, кои од бебиња ќе растат во дом. Панајоти Атанасов е помладиот син, 19-годишното момче кое како бебе било оставено од својата мајка, буквално отфрлено поради што нема да сака никогаш да ја побара. Социјалните служби одлучиле дека нивниот татко не бил способен да се грижи за нив ниту финансиски, ниту ментално, па тие првите 3 години ги минуваат во дом во Скопје, подоцна и во дом во Берово. Пред неколку месеци Панајоти станал полнолетен и се вратил во распаднатата куќа на неговиот татко. Бил тажен кога го вратиле дома. Таму ми беше пубаво, ќе рече тој. Имав другари и топол кревет. Тука ако останеме со тато, може и да изгориме. Поради лошите услови брат ми плаќа стани работи во градот, а јас не можам да работам зашто на 15 години ме згази трактор и имав 2 операции на ногата. Ова семејство ќе рече дека сака да го надополни сето време кое го изгубило низ годините, кога биле раздвоени и сакаат да имаат нормални услови како секој нормален човек. Денес сме во Пеклани, Виница. Ке ве запознаеме со семејството на Груица Атанасов. Тој има 2 деца. За жал, уште од бебиња ги има оставено во дом бидејќи останува самохран родител. Токму затоа, денес живеат во распадната куќа, децата се вратиле кај него, но многу тешко живеат. Добар ден. Груица е роден во село Пеклан и таму се раѓаат и неговите деца, но од мали мајката се откажала од нив и тие завршуваат во дом. Додека Груица се снаоѓал и живеел во сиромаштија сам, Панајоти растел и најсреќен бил со другарите и во деновите кога татко му доаѓал на посета да го види. Мајчинска љубов не почувствувал и никогаш не посакал да ја побара или види собствената мајка, поради тоа што му го направила. Пред неколку години тој доживеал и сообраќајна несреќа со трактор и бил подложен на 2 операции за ногата. Едва му ја спаселе едната нога, па денес има сериозни проблеми и го боли кога се движи. Лани кога наполнил 18 години, се вратил во распаднатата куќа, па ќе рече дека иако сакал да биде со брат му и со татко му, сепак условите дома се многу лоши. Тука сум роден. Тука во Пеклани? Да, тука. Тука порасна како дете? Не, Скопје. Стапанско пор. Оти Осутка. Таму учик. Епа од тука ме земаат од дом. Оти татко ми нема се поголеми пари, зима се по веи породили прат. Тоги се без Југославија. Работеше тука Зиковски висни. Тогаш така беше времето. Браќа, сестри имате? Имам 3 браца и 3 сестри. И тие беа во дом или тие? Не, тука. Они беат женени. А вие бевте најмал? Да, поморачка. Еден имам Атарија, еден тук имам брат, и една имам Србија, Македонка, та постаре, 6 години. Може и си почина. Ја познаваш ли твојата мајка? Не. Зошто? Кога сам бира бебе, он ме фарира во канта. Те фрлила? Каде? Каде живееле тогаш твоите? Тука, она беше избегара во Фарадовиш и тама некаде некој руге са ме нашре во канта и са ме земаре. Ти са му кажаре на башчами. Фубарен бека Ахајдук. Први пат бека Острога Магнат. А там отидека Ахајдук, Сплит. Там играк, там се проводика ногата и не ме пушти тука државата. Остан. Јас се как таму остан. И они вика, дека се роден, нема справа таму живееш. А морето Сплит. 18 години таму бе. Кога се станавте полнолетен, се вративте тука? Да. Значи вие игравте фудбал? Да, тука татена го се проведе. Знам ги Бобан, Шукер, Мејатовиц, ти се знаем. А Кротска. А зошто не успеавте како фудбалер? А ногата кажувам. Ја повредивте? Имам си програма, а ногата. Шипки? Не шипки, проведек си ми забранете, нема право играм, не можем трчам многу. Има бори ногата, тука те вените, гръмните вени. Во Виница, што правевте кога се вративте тука во селото? Работувах, погонење. Овој товарес беше, газот. Се пешок, некој оди по патиштата, урици правикме. Сам не дава пари, тебе чека се, прата нема, тебе чека се по 3 месеца, по 4 и се арештури.
познават бегите работници и толкова. Те дадоа во дом ли? Да, и после там пораснах, учех школа и... Каде? Во кој град? В Берал. Во Берово? А во Скопје беше ли? Там беха до 3 годинки. После третата година одите во Берово со брат. Да, И брат ти беше во Берово? да, Ти беше убаво таму? да. Што правевте додека растевте со другите деца? Се дружехме. Имавте помош од родителите? Не, бе, дека они се стари, умреат. Умреат. Прв баща му умре, после мајка ми. Ја бек 24 години. На 24 години се жените? Да. И после како ги роди децата и она вика, ти не знаеш да правиш женски деца и се скарабе и се уштикне. Оставивте. И после се ожени надолу. Таа си замина, ви ги остави децата. Да. Некои опчини пие си ги и некој се губи памета, некој се оди и некој се дојува, он не дара таа 3 пати дојува. Губи се манко, не беше здрава она. Што правевте со 2 мали деца? Бе, се, ами ги земаат државата ги чуваат. Први пат беат Скопје од дом, овие. И после ми продумаат, вика, дај направиме договор, Берово, ги пафар, тука се брско, оти, кога сакам, тога се одам, сабота Поблиско ви беше отколку Скопје? Да, 3, 3 години. да. И И после ги пафарите тука, Берово. кога беше најсреќен додека беше тие денови години во домот? Кога се дружех со... Со другарчињата? Да. А кога доаѓаше тата да те гледа? и со него. Што ви збореше тогаш? Што ви кажуваше? Дека неки ден ќе не земе да живееме сите тројца заедно. Тешко е. А мене ке ми беше, они сакаат да ги пушинат. Ја не ги давах. Ја и мајка ми не ги дадеем. Сакаат едното од Холандија, едното од Германија. Ја не ги даде. Викам, дека двете, а зимате двете. Едното не. Не ги двојам. Не ги даде. После државата ги зема и ги даде од дом. Сметате ли дека направивте вистинската одлука за нивната среќа? Да. 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 Пу, нема кој ги чуе дека ја работев одик. Овој не прашта се. Некој се прате, некој се не. Тебе чека многу месец. 1 месец си прате, 3 не. Кој? Тој газдата. А погоди. Товарес. Каде што работевте, не ви Да, да. плаќаше редовно? Не прашта се редовно. Нема, 1 месец има сигурана, 1 месец не. Така. Имам стаж 11 години, а тебе 15. Не е пратен. Тешко ми беше тогаш, први пат. После се навикнаха, оти ги дајат од дом, одека ги видувах. Ама зимам потреда, дават ми потреда од завода, оти без потреда не сме искидиш, нема ти пуштат. Има бездување горе. Исто и од Скопје. Пример, ако идиш, тебе извадиш потреда од завода, потреда, и кидиш обездувањето, покажеш и ги пуштат, ги видиш. Иначе нема да те пуштат. Да не ви оставеше сопругата, ке ги чувавте дома заедно? Да, да. Ка се шетах накаде во Берово и ја бех сенар на трупци, ка станалах од трупците и трактор врз ногата. Тракторот те згази? Да. Он вика некои трупци и овој качи се атактера и едно дете го удари. И што му се случи? Не ми пуштаат мене ке го видува. Години и по Скопје беше. Ја ги питам социјарите тука, они не ми пуштат кидам го виде. Ја не сам го видувар. Зошто? Баба му оди го чува. А та перици одиш. Ја и не знае. А мене ке син ми тој окочен ми казал ти на првите студери. Ја не знае. Јас се как ке не ми пуштаат. Му направи операција и сега има Репарација и болки. после пак друга репарација, оштип, да пати. А од другата нога му зимаат мешо и ставаат. А мене не ми пуштаат ке му го виде. После, кога можех да прода, после ја пак крших ногата. Таман кога требаше да продиш, ја скрши ногата. Како ја скрши? Што се случи? Не, кога можех да одам. Веќе одеше? Да.
Добро. Како И- ја скрши? И така, кога спадах од дома за да ода вонка, и со скрепакој, бам, Ја скрши. Истата нога. И повторна операција следеше? не, Во гипс? не, гипс само. Сега имаш проблеми со таа нога, не можеш да ја свиткаш? Не? Не, едва ја ода. Едва ја одиш. Но многу си млад, Панајоти. Кога одиш те боле? Да. Ги земате децата од дом кога наполнија... Не, они ги денесуват. Ви ги донесоа? Кога Да. наполнија 18 години? А овој горе не иду дир. Ома го примаат ако че не работа. Веднаш Не. замина за куќа. Не дојде тука да живее. Не. Павел, така се вика Да, син. не кај дојде, вика седем тука та поштерија. Среќа за ова семејство е да се симне долу во градот за да може да функционираат. И Груица и Панајоти би сакале да работат според нивната способност. Болен е таткото, болен е и Панајоти и пие лекови поради неговата дијагноза и лош говор. Но сепак Панајоти се надева дека еден ден ќе се ожени и создаде семејство. Сепак најтешко му е што куќата на татко му се распаѓа, па се надева дека ќе добие социјален стан и ќе го наполни со мебел и сите заедно среќно ќе живеат. Колку е стара? Куќава е премногу стара. Таа има 100 години, види. Ја ја купи 2.500 евра тогаш. Предадеке на нива, мајка ми и брат ми сакаат да ме нападат, бек ме женени. И еден тука се роди. Еден од синовите. Помарачки, тука се роди. А та. Ме нападијат, а там нема дека ќе иви и ја купи та. Е на нива продавак. 3.500, таа ја купи 2.5. Меѓутоа не ја одржувавте, немавте средства, услови. Нема, а дека. И куќата е веќе во распаѓање. Падане таа струјата дека се го раче, падне и утепа и се запари кастата, севата каста. А не ми верувате, кад сте се и видите. Како последниве години откако е тука Панајоти? Он нема и една година тука со е. Тој распуш со земина, он си доје. Како напу... Колку години има Панајоти? Со напуни 19 сега карам 20, а 19 години го шутнаа. Донесејат. Таму го чуваа до полнолетство. Да, 19 години. Тука кога дојде, условите се лоши. Затоа и се пријавивте и го пријави таткоти. И ни кажа дека куќата ви се распаѓа. Како е да се живее во волку стара и распадната куќа, Панајоти? И така, за спајање има место, ама За се друго нема. нема другари. Откако е вратен Панајоти не сте сам тука, меѓутоа тешко живеете. Тешко. Во долниот дел горе не е функционално за живење. Да. И доре расот, дори Можно и да падне куќата. падне потрупаве, те се оново, те гедис. А се запари, саата умака, те саата. Се Можно и геди. да се запали. Може да запари и изгормите гръвци. Не сум среќен и сакам да добијам стан во Виница. Сакаш во градот да се симнете. Да. Но и кога би го добиле, ќе имате ли со што и како да го наполните Не. со мебел? Не? Сигурно решение ви е да добиете стан социјален. Сицилијарен стан. Што најмногу би ви требало кога би се преселиле? Треба споре, перана, регар, кујна и 3 кревет. Току. Другото дете ви е во Кочани и плаќа кирија. Прашта многу. Убаво би било кога сите тројца би биле заедно на куп. Да, сите заедно изживееме тогаш. Би живееле. Он се избеј, он чека сам купиме намести и мока откаже договор. Да. Ма нека собе чува око тие дреите. Ја кога се отидеха напад, кога се одиме ја и овој го видиме, викаме со бе. Ма нека собичка, нема еден кревет и една маса. А колку плаќа? 12 или? 12. Кирија. Сигурно 2/3 од платата ги дава на кирија и на Да. сметки. Да. И можеби најдобро би било кога во еден заеднички стан би живееле сите тројца и да го Да. надополните она што го изгубивте додека беа во дом. Да. Што тебе ти е најпотребно, освен преселувањето во градот каде што ќе имаш повеќе друштва? Телевизор, телефон и мебел.
Телевизор, телефон имева. А за храна нешто? За јадење ние ќе си се снајдеме од тоа што го садиме ние тука. Што садите? Компир, патриџан, краставица, кромит, морков, рубеници, Се садите со таткови. Му помагаш ли ти? колку што можам. Можеш ли да работиш па не оти? Мога нешто што е седичката, висиечката едва или диса. Не можеш да стоиш поради проблемите со ногата. Да, Каква е таа работа што би можел во седечка позиција да ја работиш? се. Се друго во седечка. Секогаш има нешто за што вреди да се бориме. Животот се сведува на тоа да бидеме покрај оние кои ни значат. Некој кој ни дава сила и смисла за живот, покрај кој се чувствуваме убаво и цветаме. Со такви луѓе имаме и мир во срцето. Имаме колку имаме, но сепак имаме се. Тања Јушевска е девојка која не срекна живее од раѓање или била малтретирана или без поддршка. Првите 9 години била жртва на семено насилство од татко алкохоличар, а останатите години до денес едноставно немала среќа во изборот на животен сопатник. Затоа ќе рече зад себе има 2 неуспешни брака и по едно дете од нив. За жал, од сопствените деца морала да се откаже само да бидат посрекни, зашто во нездрава семена средина првото дете не било среќно, а второто не зборувало до 5-та година од животот. Борбата на Тања продолжила, се вратила во куќата на болната мајка и живеела сиромашно и без струја. На работа одела со мокри патики, гладна и болна. Поради немањето храна и ослабнал имунитетот и не можела да издржи, па морала да даде отказ. И може би светлата точка во незиниот темен живот е Доан, кој ќе ја прифати незината тешка судбина, а таа неговата, и од пред 2 години ќе почнат заедно да живеат. За жал, роднините на Доан нема да се смират додека Тања не го прифати исламот и смени името. Може би тоа и не е најголемиот проблем. Најтешко на овој пареж што куќата од дедото на Доан има стар долг за струја од 2009 година. За време на короната Доан останал без работа и не можел да плаќа. Тука е и Тања, која наскоро ќе го усреќи со наследник и за која ќе каже: "Таа ми е поддршка и неголема среќа. Само и двајцата ќе заклучат. Не сакаме луксус, само една сијалица да светне и ние ќе продолжиме да го цениме животот." Една многу тешка судбина. Денес од Битола ќе ви презентираме и ќе ви раскажеме судбината на Татјана Јушевска, Тања, која што во моментов живее веќе повеќе месеци без струја. Имала тешко детство и затоа моли за помош. Тања има само 30 години, родена е во Битола во семејство на татко алкохоличар кој ги малтретирал сите, и незината мајка и сестри, но најмногу полубратот од првиот сопруг на незината мајка. Тешкиот живот ќе ја натера да бара спас на 15 години и да се омажи непромислено. Кратко ќе трае тој брак, вели таа, во кој ќе остави едно дете. Можеби пократко и од вториот, каде ќе остави уште едно дете само за негово добро, зашто од проблемите во домот детето се плашало да прозбори. Се враќа во куќата на мајка и каде продолжува тешкиот живот онаму каде што застанал пред да се омажи. Во куќа со влага, без струја, уште помалку храна, па ќе рече дека за да има за леп уделана работа и со мокри патики, каде и се подсмевале колегите и ја омаловажувале. Кога учев и како дете Тања ме вика сите и така ми остана. Немам завршено до 7. Зошто не заврши Не училиште? завршив затоа што немавме услови, да ти кажам искрено, цел живот под кирија. Мајка ми самохрана мајка беше. Од 9 години сум без татко. Какво детство? На што се сеќаваш од твоето детство? Да ти кажам искрено, само на кавги, на полиција, само на тоа се сеќавам искрено да ти кажам. Зошто? Затоа што беше татко ми алкохоличар, мајка ми беше син од првиот брак. Сакогаш го потурнуваше. Му викаше копиле, вака, така. Тој е твој полубрат, Да, од првиот сопруг на мајка ми. а вие го сакавте? Ние имавме контакт се, ама едноставно детето беше многу мал, имаше проблеми, по операции, по ома и татко наставно. Кој ќе дојдеше му викаше копиле, си певавате певелата. После фати лошо друштво, почна ваму, таму, па на затвор. Да се споволе Маријана и цело време на школни беше, цел живот тако, самена со сеќав.
Некојаш гладна, некојаш со иститалиште одев на училиште. А за ученик учев, ама немав услови, најискрено ти кажам. Не му даваше ниту да јаде? Не. Да ти кажам, искрено го малтретираше. Или таа татка ми ше ќе давеше. Он еднаш направи дури кавка, де ме керка му ќе силова. Дете од 10 години што може да направи, да не може да силова. И само кавки му прави. И сите пари што ги имаше татко ми на комар ги даде. Наискрено да кажам. И кога умре, мајка ми сите борче му ги плаќаше. И на крај он избрка од куќата. 10 години под кирија. А земаше тога социјално 3000 денари, што ќе направи со 3000 денари ништо. И сега куќата што татко ми, да сакам да живеам, не можам да живеам, нема услови, плюс има од првата жена дела. Да дојде може слободно да избрака и џабе и ќе реновираш и се џабе кога таму пише дека е жена. Брако, да ти кажам, искрено никаков многу љубоморен беше, се работев јас, не смеев нигде да одам освен со него. Па којдовме да се разведиме, се покаја, потпиша, не ми побара алиментација, ми дозволи кога сакам детето да го гледам. 19 години, тогаш не приваа Кромбер без средно, немав услови никакви, мала исто така тогаш болна беше, се нарад од перење до чистење на мене. Се врати кај мајката? Да, кај мама живеев. Во меѓувреме никогаш го виде детето тогаш? Еднаш 2-3 пати, ама го видов дека е поврзано со татко му. И искрено да ти кажам, се плашев ако се премажам, дека истото ќе биде како кој брат ми што му беше. И најмногу тоа се плашев, искрено да ти кажам. Оти никој учев или макија нема да го сакаат туѓовите, најискрено. Искрено си кажувам, така брат ми беше. Ке јадевме нама се татко ми ќе му викаше, ќе го враќаше. Кога одлучуваш повторно да се омажеш? На 24 години. До тогаш живееше кај мајка ти? Да, запознав една личност да ти кажем искрено и во врската не беше убава ич. Кога и да се оттргнев оти го сетив дека алкохол пие. И појдов кај него, имаше баба негова, 70 некоја година, ускрше колку. Ајде реков да се најдам, да бидам човек, може го спомене ќе ми врати со Арно, ја гледа се. Остана во меѓувреме трудна таму. И најмногу поддршка, искрено ќе кажам, од мајка му негова имав. Таја ми даде тогаш пари за разводот, за да се разведам се, ама тој немаше никаков карактер, ќе му рече ајде дома да реновираме, она не сеше ништо, ги криеше парите се. И од кога умре баба му, ме изневере за роден ден му, ја искрено си кажам. И трпев една година дури да се снајдам. Имам браче што е мажина во Србија и ден денес си ни помага. И се јавив случајно, појдов кај Маријана, му реков јас ке си заминам. И таа ми рече, ако немаш кај да имаш, рече пари да дадиш, да, реков имам. Кажи ми што треба, рече само треба, рече во евра, да знаеш дека надвор од Македонија за Косовска Митровица да дојдеш треба во евра. И таму идов 3 месеци, после се вратив, ме сретна низ град. Имаше мама дајано пари, рече оди купи се едно палтенце, рече. На тебе? Да. И другите рече пари за дом во Скопје, оти таа одеше во Систина тогаш, за нозете. Имаше проблеми со носата. Да. И ме сретна среде корзо, вака низ чаршија. И јас му викам, Александар, слушај ме. Едноставно јас не сакам со тебе да живеам. Те молам оставиме, има суд, има се, кај сакаш оди, ќе одам, ќе се разведиме. Ако треба за детето, ќе го гледам, јас не се откажувам, му велев. Ама јас да ти се вратам, не можам да живеам. И ако не заминев ден денес чупенцето, немаше ни да проговори, најискрено ти кажам. Ајде одиме ќе му велев од се играјавото е чупето, не збора. Не, ништо нема, и само од дома немав излезено, само кај мајка ми. А што му беше на девојчето тоа? Не зборуваше Оливера, од кога однесов на 2 години за вакцина, нешто се деси среде спијање, дали од вакцината, не знам шо, не зборуваше. Ајде тоа помина, ојдовме на суд, сите работи му простив, му реков, значи кој ти имам пари ќе се разведам, дај ти, тој ми вели неќам, оти ќе го изгубам детскиот додаток. Тој земва 9000 за чупето што живе кај него, што го гледа се. Ојдовме Скопје, во мајка Тереза, кај што е за децата. Му седел на рачето вака за да видат дали е алергично, му спија.
И докторката што е за деца, педијатор што е, ми рече ти си мајка, да, јас сум, рече, немој да се секираш, детето и ќе збора и се, само му треба дефтолог и логопед. Здраво е право, рече, немој да се секираш, ќе збора. И да ти кажам искрено, тој штро од душата ми дојде, иначе си го гледаш ќе проводите. Ако не сум покрај него, барам да збора, за да може да си функционира. Оти најлошо е дете да не збора. Знаеш колку тешко ми беше. 4,5 години сама, се сите работи. Ке му кажев ништо, ајде легни си, сам спиеш во друга соба. Нон-стоп бев таму јас, нон-стоп. И сите неговите дека од посиромашна фамилија кога дојде на страна ме клава ја. И секојаш молив зошто даде. И ништо си кјуте. Само од мајка му има поддршка, од друг никој. А зошто на страната тргаа Тања? Не знам, секаде кај бев, не знам зошто. Не дека не сум способна и ке работа ми ке сготвам и чистам од секојаш од сите ме потурнат. Од секојаш. Од секојаш. Не дека не можам ово, само што си имам манка со очите, иначе да можам да гледам ич не се предам ништо. 2021 17 јуни си заминав, од тогаш не се вратив ни ништо, само што појдов 2-3 пати за чупер, да донеси ми толку и видов дека сака да ме командува воно, значи слобода немав со никој. Воопшто со никој. Дури на телефонот кредит да ми клаеш и ќе ми обрекараш. Да ти кажам искрено. А од таму се врати пак е мајката? Да, бев в Србија кај таа брачеда ми, после си дојдов кај мајка ми. Кога почна нагада да му се сечи, почнав да работам кромбер. И дека многу ослабена, слабо јадење, слабо, се ми се вртеше 2-3 пати заради тоа да дов отказ, немаше струја во куќата, немаше никај да си скапиш, а на работа кој ќе одиш, значи со колеги кои ги ти се смеат, такви се. А никој не ти јазне мака, да дури некој со водени пати ќе одев само за дом на работа. Тања еден ден во градот го запознава Доан со кога е 2 години и вели дека никогаш не била повеќе ценета и поддржувана. Но, за жал и судбината на Доан е тешка. Живее во туѓа куќа и тој бил отфрлен од најблиските. Задолжен е и домот нема струја, откако за короната останал без работа па не можел да исплаќа рати. За да има мир, како што вели Тања, морала да го земе исламот и името Џансу. Денес ова семејство живее скромно и се што посакува е да им светне само сијалица, па макар од се друго да се откажат, а повеќе од сигурно дека струјата ќе им биде потребна, зашто Тања е во блажена состојба и за некој месец на свет треба да донесе нивни наследник. И после кога се врати војдов пак Србија кај брачеда ми го запознав Дон. И му реков Дон, ако сакаш да бидиме заедно, народно, мене за врска не ми треба човек, мене ми треба мир. Дојдов овде 2 месеци, после 2 месеци што се дешаваше во ова куќе, јас не знам искрено, некој верува, некој не верува. Бевме излезени 2 месеци под кирија, па се вративме и немаше што спас, мораше да земам ислам. И зедов ислам. И сама името си го одбрав за така да се спасам, за да можам да живеем во ова куќа. Зашто во куќата излегуваше нешто, да ти кажам искрено. Среде спијање, најискрено гледав човек низ дома, кај што тешо ми тежи на ног, да ти кажам искрено. Ето така. И кој ти кажа дека треба да го смениш? Еден човек дојде од Скопје, што е муслиман, ми рече вака и вака, рече ако сакаш да се спасиш мора да земеш ислам, зашто ова куќа е муслиманска, не можеш тука да живееш. Дали рече од некој што ти има направено или е таква куќата. Ништо, искам да ти кажам, дојдов само да имам мир. Да имам мир и да бидам барем еднаш, да бидам среќна во животот. Да, со Доан е добро дете. Не можам да сгрешам, не можам да Не ме има ни навредено, не ме има ни удрено, ни ништо. Некојаш јас така нервозна ме фати и ќе подвигнам, никош не ми има вратено. Само многу ми е крива што има фамилија, а никој не му помага. Зошто? Дај му барем рака еднаш. Ако после видиш дека не чини, не му помага и јас така велам најискрено. Значи дај му рака на човек кој ќе има најтешко. И кога дојде немаше струја во куќата? Немаше. Не. Немаше. Почнав гентер на работа таму, дали од тоа што ми се дешаваше премногу стрес, многу ми се вртеше. И дадов и оттам отказ, пак аплицирав и пак дадов, нон-стоп имам вртоглавици, не знам што се дешава.
а немам ни осигурање, ни ништо, тој разводом ме кучи да се разведам, па да одам да се си спрегледам, па да земам некоја терапија за да можам пак негде да работам. На работа треба способен да си. Вие само живеете заедно Да. и во оваа соба и Да, и купатилото тамуше, на плинското топлам вода на раце перам и кај мама перев на раце, искрено да ти кажам. И цел живот. И кај што бев првиот маж, таму перев, и кај овај шалко имаше услови се и плата, и кај него перев на раце, да не се трошело струја, да не се трошело ова. Не знам, да ти кажам искрено, не знам, некои имат се, а не знаат што сакат во живот. И после од кој ќе заминиш, ја наоѓаат кривицата во тебе. Ето мене најмногу ми е криво. А ти што сакаш во животот? Јас сакам едноставно една соба да имам кај да легнам, да имам да си стоширам, да одам да работам и да имам мирен живот. Едноставно мене не ме интересира како некои луѓе што прават това на мене, не, јас си гледам за себе. И на никого не му се светам, на ти на секој може да му се случи во живот. И сиромаштија и се. Кога почна да работиш? Од мали нозе. Уште кога одев основно. Од тогаш. Што работиш? Се и сешто. Се и сешто. Било што, само да земам некој денар, да си купам да јадам или било како, или да излезам да прошетам со некој другар нешто, да имам, што се вели зборена стотка две, да ми да има во џебо. Некојаш и тие ќе ги немав. Некојаш ќе седнев кај некој другар да јадам. Па едноставно животот ми беше од дете уште катастрофа. Се сакав само да пораснам, да наполнам години, негде да почнам да работам, да застанам на свој нозе, како и сите. А кога порасна? Кога пораснав, почнав да работам. Се вработив колку имав, 24-5 години кога почнав во РЕК Елем да работам тука во Битола преку фирма. И едноставно фирма како фирма, нема кисне колку пари. Беа мали платите. Меѓутоа не е платен долгот за струја. Не е. Ојдов да направам рати, да во ред се успеав, направив рати. Ама ми избркаја за време на короната од работа. И од 2021 сум без струја. Молам сите за помош. Бар една сијалица да светни. Кога бев на работа, да, си плаќав. Ама кога ми избркаја за време на короната, немав буквално толку. Ѓолев по контењери, пластика берев. Едноставно да преживиш. Во тоа време и се задолжи многу со Многу, кредити и со да. многу. И сега имаш веројатно извршител. Да. Имам за тоа. Не знам, многу долг, од неговите никој не му помагаат. Тој има родителе? Да ти кажам искрено, има како да ги нема. Моите барем умреа, знам дека нема. Мама тур беше жива, тур беше здрава, Господ сака душа. Што да требаше тука беше како родител, како мајка, ама што да пре, кутратите се споволе. Немаш убав брак, ни првиот, ни вториот. Под дете малтретиран. Кај јаден, кај нејаден. Никакво едноставно. Појќе гладен, појќе бос што се вели, необлечен, не тики што сум имал нешто. На училиште одев, ни патики, ни алишта. До 2 завршив 8 оделение. Се запишав средно. Голема желба имав за ветеринар. Ојдов, се запишав. Се прогнав некако. Не можев, немав услови. Немав ни пари, ни облека, ни учебници, ништо едноставно. И тоа, мораше само дете. Баба ми беше жива. Се на пензија со дедо ми, колку ке можат и тие. Ке ми купеше нешто, нака блуза, патики некои ефтини,
Баба ми почина пред 8-9 години. После тоа, вујко ми го зеде дедо ми во Франција, пошто не можев да се грижам за него. Сам човек. Тој имаше излив. И сепак требаше некој кој што ќе се грижи за него. Јас не можев. Жив е дедоте? Жив е дедо ми, да. И ова е куќа на дедоте или на На војкот? дедо ми е. Сите ќе гледаш кај што јадат ти, како ограничен од се, малку леп, малку ова. Едно паштетче и толку беге настрана крисе да не те гледа ча јадиш. Некојаш и тоа ќе го немав. Некојаш ќе немав и пари за јадење, немаше да одам на работа. Ќе одев по контејнери, ќе свртев, ќе најдев нешто. Ќе земев хлеб, муфлосо, нема гајле, ќе подзачистиш, тро ќе касниш. Колку пати онде покрај улица на главната по контејнери. Заедно одите? Не, јас одам. Јас да ти кажам искрено, ако најдам негде да изчистам, ќе извадам некој динар. Или ако тој дел обрача да мише од Србија, ќе ми дај некој динар. Тој ќе излезе колку толку, ама не стигат, скапо е. Значи се е скапо, се е поскапе. Колку живеете месечно? Да ти кажам до 2-3 денари. Толку. А Колку ти тоа на работе? работи, ама на дневница. И има многу извршители. Многу. Зошто? Па земал кредити брзи кој бил сам. Од 18 години е сам, никој не му помага. Работи, снајди се. А пред тоа сите знаеме дека ромите послабо ги вработува. Не е како сега. Немаше порано Гентер Крумберг. А работиш во моментот? Во моментот што ако работам на дневница. Некојаш ќе има пари таму кај што работам, ќе ми дај, некогаш нема. Ќе ти речи денес работи, нема, ќе ти дам друг ден. Во ред, ќе си дојдеш дома без пари. Тоа е тоа, ако имаме, ќе касниме, ако немаме, ќе си кјутиме. Но како живеете тука? Премногу е студена куќава. Што да правиме? Тоа колку што може да сготвиме онде на плино, нено јадење ќе го направиме. Ќе се повртиш тука и толку, ќе се покриеш. И кјути толку. Јас кој ќе сум на работа, ако има нешто, ќе сготви, ќе испери. Кој ќе се вратам, ќе касниме тоа што има, што дал Господ. Ако не има нешто, ќе видам, ќе излезам да се снајдам некоја корка леп. Од кога сум родена да не спекувам живот. Најискрено ти кажам. Сите ќе ме видат насмеана, ама аз никогаш не покажам пред луѓето колку да ми е тешко. И никогаш немам фатено крив пат, како некој да работам ваму или таму. Цигари не пушам, алкохол не пијам. Ништо такво. Ово е тешко да немаш поддршка. Што ако имам роднини оваа на сите, како да се страмат од мене, како мене е крив да ме наоѓат за животот. Не знам зошто така. А родителите? Исто како да ги немам. Најголема поддршка во животот дури беше баба ми и дедо ми. На нив бев подпрен и така некако функционира. Си знамачив, ама издржувам и се викам има Господаре ми за мене еден ден ќе видам бел ден во живота. Давал ме барем да светне ова сјалицата, колку да не сум, колку сум сама, да не сум во темница. Истиот случај кај мајка ми истото беше така. Да дојде до нулата струјата ми се смачуваше ако веруваш. Ќе одев ке го полнев телефона ваму таму за да само за настанам за да на работа. И побавче имам работа и сите. И не се стремам од било која работа. За не ќам ништо, ни телевизор, ни интернет, ни телефон, само да светни, да знам дека ќе станам и да имам кај да стоплам вода, да си скапам и лишта да си ги сменам. Друго ништо не ќам. Ништо не ми е побитно. Кревет како в кревет, важно да е чисто. Само да светни на сијалица. Друго ништо не ќам, само тоа.
Што се вели зборот, доста го ќе умриме во темница, ба и сега и наживо. Не знам, ово е тешко. Многу. Една свеќа да ја штедиш. Но какви ќе бидат условите за кога ќе се роди бебето? Не знам, Господ. Сполај му него, не знам. Искрајно, не знам, само Господ, гарни е то. Душа, немам што да кажам, таа ми е најголемата поддршка во животот кој јас едноставно функционирам. Има за што да се борам во животот. Има позитивни работи кои што на вистина ќе си речеш чекај. Ајде било како накако дено ќе го поминиме. Значи имаш партнер, имаш животен сопатник кој животот го делиш на лошо и јарно. Првен да се разберам, додам да видам со очите како е, што е, до кај ми е со видеот, ако може некако, за да можам да се гледам нормално и да се вработам и за да имам во животот за што да живеам. Нормален живот, скромен. Не икам јас ништо луксузно. И од секојаш сега си бев скромна. Не бев некој дете да лаком и ово, тоа што ќе имав, тоа ќе го носе. Не треба да се плашиме од она што е пред нас. После сите лоши искуства, еден ден мора да дојде и нешто убаво. Зашто кога знаеме што сакаме и имаме волја и храброст да побараме помош, ништо нема да не спречи да успееме. Но и да не заборавиме, најубавите приказни и случки од животот мораме да ги оставиме само за нас, зашто луѓето знаат да го расипат тоа што е убаво.